Ја видовте реалната слика денеска на пазарот овдека, полупразни тезги, полупразен пазар, речи си да нема купувачи, луѓето се жалат, пазарџиите се жалат, разочарани од односот на оваа криминална, непотистичка и насилничка влада предводена од деспотот Заев. Прометот им е опаднат. Практично сето она кое што ние изминативе речиси 2 години откако владата на СДСМ и Зоран Заев е влада во Република Македонија, ние го апелираме дека не само што не даде живот, туку навистина пекло донесува, реалноста денеска можевте и вие да ја видите на пазарот овдека во Охрид. Луѓе има на траурна атмосфера, нема купувачи, пазарџиите се, повторно ќе повторам, се жалат. Сите оние законски решенија кои што изминатиот период владата ги донесе се на штета на пазарџиите, па наместо да понуди решение за нивните проблеми, они понудија одлагање на истото законско решение. На нашите посети ширум пазарите во Република Македонија, ние како ВМРО-ДПМН ќе се обврземе да веднаш по формирањето на новата влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМН ќе донесе законско решение кој што ќе биде во корист на пазарџиите. Како го коментирате изборот на кандидатот на Пендаровски, да? Па, не тако одамна кажавме дека во Македонија мора да се порази заевизмот. Кажувам, заборавам, негирам. Се додека постои заевизмот во Република Македонија, оваа држава не може да иде напред, односно ќе се движи во погрешна насока. Јас сум убеден во граѓаните на Република Македонија, тоа се храбри, честити луѓе кои што на 21 април ќе му го зададат првиот посериозен удар на заевизмот во Република Македонија, а потоа веќе на следните предвремени парламентарни избори и конечниот удар ќе му биде зададен на заевизмот. Пендаровски представува лик кој што е дел повторно од тоа множество на заевизмот. Не очекувавме нешто поразлично да се случи. Тоа е онаа транзициона матрица која што ја пустошеше Република Македонија изминативе 27-28 години.